Таа беше Јасмина во Како да ме нема. Беше и Магда во Вејка на ветрот. Знам дека сте слушнале за нејзината улога во филмот на Анџелина Џоли Земјата на крвта и медот, каде ја глуми Есма. Позната ви е и по улогата на Марина во хрватската сапунска серија Тајни. Некаде пред крајот на минатата година ја играше Рокси во мюзиклот Чикаго, кој се уште е на репертоарот на Македонскиот народен театар. А вие, кои живеете и потекнувате од Штип, односно Источна Македонија, ја паметите по улогата на Хасанагиница во истоимената театарска представа која се играше на Штипскиот народен театар. По сето ова, претпоставувам дека знаете која е актерката која во ова издание на емисијата Во агол е во аголот. Останете со мене. Токму така, драги мои, добро претпоставивте вечерва во Агол. Со мене е Јелена Јованова. Добро вечер и добре дојде во Аголот. Добро ве најдов. Конечно, после неколку месеци нана за договарање да бидеш во Агол, конечно се случи и тоа. Па цело време сум во куфери, таму ваму и добре дека се договоривме конечно. Така, таму ваму, каде е тоа таму ваму? Загреб, Скопје, Штип, Београд, Нови Сад. Пред некој ден дојдов од Нови Сад, ете. Цело време во куфер. Али никаде како дома. Так, сега си дома, ама пак за кратко. За само на еден ден да се видиме ние, утре во Скопје, имам представи утре, завутре и понеделник и вторник летам за Загреб. Во Скопје си со Чикаго. Поради Чикаго или нешто ново подготвуваш? Чикаго, сомнително лице ми се уште на репертоар. Во господја министерка во сомнително лице кога не можам да дојдам заменуваат моите драги колешки Софија Нацевска Трифуновска и Драгана Костадиновска, им благодарам, вечно благодарна. Во Чикаго сум единствена подела и немаме други постави, немаме втора постава. Сега за сега се уште играме само тие кои што сме во првата првична подела. Чикаго, како дојде до тоа да видиш дел од Чикаго? Тоа е мюзикл и претпоставувам прв мюзикл во твојата кариера, или? Не е прв во мојата кариера мюзикл, него е првиот мюзикл лиценциран во Македонија. Тоа е еден сон кој што режисерката Наташа Поплавска го имаше долго време, едно 7 години. И јас бев дел од тој сон некои добри 4 години, така си маштавме, си сонувавме како би било тоа кога ќе се случи Чикаго во Македонија и на крај еве се случи, Наташа ги откупи правата заедно со Македонскиот народен театар, нормално преку Министерството за култура. Откупивме нон реплика лиценца, која што значи дека за среќа откупивме нон реплика лиценца за да можеме ние како глумци, односно креативниот тим на Чикаго, режисерката, костимографот, кореографот и глумците да остават свој печат и да направат своји креации, значи да модулираме сами ние со нашите прсти што сакаме, да не бидеме копија на секоја бродвеска изведба како што е во светот. Многу ретко се откупува таа нон реплика лиценца. Мене искрено многу ми е подрага, бидејќи можеш сам да импровизираш на некој начин. Не да импровизираш, да му дадеш душа сам на ликот и да го обликуваш, да го оформиш, да го живееш така како што ти мислиш дека можеш да го развиваш, да се поиграш со него, да не бидеш копија на славната Енри Кинг. Нормално, не беше голема инспирација на сите нас и многу полесно ми беше да го направам сето тоа што го направив благодарение на Енри Кинг, но ај заменили, па и на Рене Зелвегер во филмската изведба на Рокси, бидејќи добро ми го поплочија патот, што би се рекла. И со мали мои доработки, и со од страна исто и на Наташа и на Олга Панго, кореографот Ирина Лозинска, на Марија Димитриевиќ, Зоран Станичич, целиот креативен тим кој што работеше на Чикаго и нашата мејстра Бесара Чадовска да го направиме тоа што го направивме. Добро кажа, значи секој си е индивидуа за себе, секој дава собствено нешто во секоја работа која работи, конкретно еве ти во секоја твоја улога. Почнавме емисијата со она што е најново, нели? Што е веќе јавноста е запозната со Чикаго мюзиклот. Што е она, спомнавам, Белград, Нови Сад, што има таму? Што работиш таму? Па не би смеела да зборувам се уште за тоа. Се случуваат некои работи, се уште сум јас во исчекување дали ќе се изреализираат до крај. Се надевам ќе ми бидат повод за уште една убава средба.
Она што можем да го споделаме, во Белград бев на премиера на мојот сопруг Стефан Перич на филмот Народни херои Илина Бидич. За жал, кога јас имав премиера на Чикаго на 29 декември, тој имаше премиера во Загреб, но како брижен сопруг дојде да ме поддржа прво мене, па сега морав јас да го поддржам него. Секако. Тоа е новото. Еве ти честитам, пошто пред да почнеме не ми текна искрено, додека се договаравме. Тоа излезе така некако спонтано, додека ја снимаше сапунската серија во Хрватска. За љубовта ме За прашувате? љубовта, да. Добро, таа Кога го тема не спомна многу сопругот, да. ја отварам, инаку да, тајни ми го донесе Степан. Стално едно нешто носи нешто друго, иако никогаш не се трудам да размислувам кога работам некој проект што тоа ќе ми донесе во иднина, бидејќи никогаш кога очекуваш дека едното нешто ќе ти донесе, пардон, на крај излегува дека не ти носи ништо, а нешто што најмалку се надеваш ќе ти донесе нешто многу уште поголемо. Меѓутоа тајни се испостави дека беа судбински пресудни и ме втурна во брачен живот со Степан Перич. И ете така, ми направија компликации од друга страна. Бидејќи сега цело време патувам, не знам кај сум, во куфери сум нон-стоп. Тешко ја одржувам елеганцијата на движење кога живеам во куфери, но дури можам вака. Ќе видиме до кога. Еден ден ќе мора да седнам и храбро да донесам одлука што и како понатаму. Добро, нема да биде наскоро, претпоставувам се не знам, се од додека не ги реализираш сите овие планови што ги имаш. Не знам што животот ми носи, никогаш Па и никогаш не се планира нешто конкретно. Не планирам и никогаш не велам никогаш, она кога ќе кажеме пази што ти си посакаш, излегува точно, бидејќи кога бев мала се сеќавам дека цело време зборував многу сакам да живеам во хотели, многу сакам да доручкувам во хотели, многу сакам да патувам и веќе колку 5 години откако почнав и со филмот со Анџелина Џоли, патувањата на премиери, на гостувања, снимања, тајни. Цело време сум во куфери. Докад си ти дека тоа е кој нов куфер ќе си го да. купам, да, што и беше многу позабавно порано, сега веќе не ми е толку. Настојувам да се исканализирам полека и да си го најдам местото, да си го најдам домот, да си го најдам мирот, што би се рекло. Бидејќи сето ова е интересно, зема свој данок, но мислам дека треба да ја оформам конечно својата база. А можеби нема ни никогаш да успеам во тоа, можеби животот ќе ме носи понатаму вака цело време. Наваму натаму, но среќна сум, не можам да се пожалам, не сум за жалење, добро ми е. Имаш кондиција, рече 5 години. Барем сум во фит форма цело време, да. Одлично изгледаш, благодарам. Кога го спомна детството и тоа што си го сакала во детството, ќе продолжиме за тоа после джингл сега што ќе го најавам. Конкретно, детството, твоите идеи, твоите замисли, дали како мала си се гледала како актерка? Не. Се замислував како сликар или за тоа подоцна? За тоа подоцна. Одиме со джингл и потоа продолжуваме со разговорот со Јелена Јованова. Еве не повторно назад со Јелена Јованова. Она што не споменав на почетокот, бидејќи брзав да ја представам мојата гостинка, е тоа дека се наоѓаме во андерграунд, најновото место, најновиот локал во Штип, каде што во последно време се собираат младите. Ние сме во андерграунд, а она што требаше сега да продолжиме да го зборуваме е што сакаше како мала да бидеш кога ќе пораснеш. Јелена сакаше да биде сликар, иако немам поема од сликање, но ете така, воспитана во духот на севозможното, си мислев дека човек ако нешто науми и ако се фокусира на тоа, дека може да го направи. Попусто, веројатно, дома се трудев да сликам и на платно, и со јаглен, и на секој начин на кој што мислев дека... Да, нормално, мрсни водени фломастери. На секој начин на кој што мислев дека ќе можам да се изразам, но она што се случуваше после училиште во средно беше една драмска секција која што од време на време ми го крадеше вниманието и љубопитноста што луѓето прават таму. И така полеко почнав да се навлекувам на тоа и се навлеков со тој вирус
актерство и се уште не се Кајчичко излекува. Симе, Почнав и Гаврилов Кајчичко Симе, меѓутоа главниот одговорен уредник за ова што денеска сум Твојот е живот. Никола Ристов. Мојот колега и режисер, Штипјанец исто така, заврши во класата на професор Слободан Мунковски. Никола Ристов имаше идеја пред да се запише на факултет да изрежира една представа, ја режираше дуплорно од Горан Стефановски, се пријавивме на еден фестивал. На тој фестивал јас добив награда за најдобра женска улога и таа награда некако ми го пушти црвот, да речам. И почна да ме тера да размислувам дали тоа можеби ќе биде мојот животен позив или не. И повторно со Никола Ристов седнав, разговарав, ми се чини дека дури и овде, во бифето на театарот, пред 11 години, ми рече ќе работиш електра, ќе одбереме електра, ја работев електра за приемен испит, влегов во класата на професорот Владо Цветановски и Мими Таневска. Дипломирав 2007 и од тогаш сте запознаени, веројатно со се што работам. Да, па горе доле да. Она што го кажав и во најавата пред да го почнеме разговорот е дека претежно на Штипјани и на жителите во источниот дел на Македонија остави впечаток со она што го даде во улогата Хасанагиница. Што ја имаш. Па Значи, мене многу ми е мило. Да, улога беше нешто што навистина претпоставаме, мене лично претпоставам и сите што ја гледа, дека навистина ги трогна. Благодарам за убавите зборови и мило ми ако е така и благодарам и на Драгана Милошевска која што ми ја даде доверувата и која што веруваше во мене во тој момент многу повеќе во мене отколку јас во себе си да успееме да ја изреализираме Хасанагиница до крај. Целиот тој проект имаше разноразни турбуленции и пречки, но на крај успеавме и искрено многу ми е криво што не ја играме повеќе представата, па еве едно прашање до новиот директор Миле, може да ја вратиме. Јас сум расположена и сум за. Мислам дека една таква представа Нема да ти е проблем да не па, покрај сите останати до сега, патувања кога работиш нешто што вистински го сакаш, иако тоа носи некоја мака, меѓутоа верувате, тоа е сладка мака. Кога доаѓам за Чикаго за министерка и за сомнително, нема воопшто да ми пречи да одиграм и Хасанагиница и да останам уште ден-два повеќе, кога знам колку тоа ќе ме наполни, а ако е така како што кажувате дека е, верувам ќе му значи и на Штип и на овој театар, бидејќи мислам дека овој театар заслужува една таква представа како што беше Хасанагиница. Така, еве сега јас тебе ќе ти кажам една тајна, после ти мене ќе ми Добро, кажеш. да видиме. Значи, првиот разговор со тебе, првото интервју беше пред Хасанагиница, кога се подготвуваше Хасанагиница пред неколку години. 5-6, колку беше? Нешто беше, да. Не гледав пред премиерата и после премиерата. Значи 3 пати не гледав. Ја знаеш подобро од мене сега. 3 пати, значи не после завршувањето на представата, јас секогаш следував со солзи во очите. Значи до тој степен и твојата улога и улогата на останатите актери секако. Значи навистина мене лично ме трогна, да. Значи што сме беа и успеале. во публиката, кој што можев да видам и колку што се сеќавам, да. И останатите имаше солзи во очите. Па некако многу повеќе ми лежат или повеќе јас се гледам во драмските улоги, иако во последно време почнав да развивам некој многу голем интерес за комедија. Мислев дека никогаш нема да можам да се вклопам во тој жанр, но по она што го гледам и што го почувствував откако го направив Чикаго и како си поиграв со Рокси таму, гледам дека веројатно го можам и тоа. Па сега повеќе уживам во комедијата отколку во драмата, меѓутоа искрено немам ништо против и вистина би ми било мило ако ја вратиме Хасанагиница. На сите би ни било мило ако ја вратите Хасанагиница. Рокси, кога ја спомна Рокси, колку време ја подготвуваше таа улога? Колку време се подготвуваше те мюзикулот Чикаго? Се на се, кога ќе се зброи, мислам дека едно добри 4 месеци со долги проби, бидејќи не сме ни танчери, ни пејачи, никој од нас, освен операта, односно хорот при Македонската опера и балет, студентите од Музичката академија и балетот од Македонската опера и балет. Останатите глумци кои што сме од маната, никој од нас нити професионално се бавил со пеење, нити пак се бавил професионално со играње и траеше долго тој процес дури да ги разбудиме нашите тела
И Олга Панго и Ирена Лозинска успеа во сето тоа. Марија Димитриевиќ направи, верувате, од секоја една славејчиња, се намачи жената, но на крај се исплати трудот. И работевме 4 месеци, предизвикот беше голем, можеби театарски за мене до сега најтежок процес на работа, бидејќи играме, пееме во живо. И глумите. И глумиме, тоа е она што и покрај тоа што таа нон реплика ти дава дозвола да ја оформиш и да го направиш ликот онака како што ти со режисерот ќе го замислиш, сепак некои правила мора да се испочитуваат, а тоа е оркестар во живо, хор кој што пее во живо, и многу е стресно, бидејќи почнува и нема кој на филм извинете ќе вратам, па матрица ќе ме извади, па тука ќе отворам глас, па маце хорот ќе ме допуни, пошто сме се наснимиле така, не, него се е сега таму и во тој момент. Ти се случило ли на сцена да заборавиш? Ми се случи, не да заборам текст, не, но ми се случи на 4 јануари, мислам дека тогаш беше изведбата. Јас бев многу болна, играв 2 представи поред со по 4 инекции дневно и веќе на втората представа, бидејќи ги играме во блокови поради кондиција, така е подобро, едно по друго, да снимам буквално глас. Значи, бев озвучена на најако, јас не можев ни да шепкам. И немаше нити прекинување, него собирање, мобилизирање на сите сили до крај кои што ги имав. За да се изборам до крај ми беше многу мило и од страна на публиката прв пат почувствував едно такво бодрење, бидејќи се случи тоа во вториот чин. Веќе добро се запознавме за време на првиот. Ме избодреа до крај за да успеам да издржам и да ја завршам представата. Така е кога немаме алтернации. Алтернацијата е паметна работа, меѓутоа ние не се даваме. Играме само со една подела. Не е лесно, но верувате, кога на крај ќе слушнам публиката како 10 минути не ни дава да се заминеме од сцена поради аплаузот, знаеме искрено дека поради тоа вреди да се живее. Така, како одличен професионалист, значи мора секој Па тоа е една од наградите која што нас најмногу не исполнува. Значи не само на крај, него представата трае 2 часа и 20 минути, публиката аплаудира на секој 3. И тоа е прекрасно. Такви представи ретко ги гледам, а уште поретко сум играла во такви. Се сеќавам на представата на Александра Поповски пред 15 години "Мама е". Тоа беше една од таквите представи како гледач, каде што сум аплаудирала после секоја сцена и каде што на крај без штедење на дланките не сум дозволувала актерите да се заминат од сцена едно добри 10 минути со останатиот дел од публиката. Тоа за актерите значи се. Спомна дека не си била некако поврзана со играњето, со танцот. Не ли беше ти во Танцот звездите? Бев во Танцот звездите и нормално дека тоа ми даде една база и една основа, бидејќи е неверојатно како телото памти. Мене за разлика од некој, да, ти треба буквално многу кратко време да се вратиш во тој механизам и после тоа телото само те води. Математиката е тука, финисите ги добиваш со тек на време. Така да благодарение на Танцот со звездите, мене од таа страна да ми било полесно за разлика од моите други колеги. Може ли да те видиме некогаш по нешто слично како Танцот звездите? Сега на наша исто штипјанка Сандра Ѓоргиева, која што оваа година би требало да дипломира на катедрата за филмска режија и монтажа, ќе работи. Се надевам дека смеам ова да го кажам, Сандра. Реков ми јас тајната и тај. Ке работи филм мюзикал и честитам на храброста и на идејата која што е прекрасна и на довербата и на поканата да ја телотвориме заедно таа главна улога во тој филм. Со нетрпение го очекувам тоа, а ќе го снимаме тоа оваа година. Се уште сме во преговори со термините, но ќе се најдеме. Значи, еве ми име нареден гостин. Супер, може. Ќе ја викнеме Сандра. Одиме со уште еден джингл, а потоа ќе разговараме, малку ќе почнеме со тајни. Може. Што беше во Хрватска се верувам што снимаше, а после се враќаме малку поназад во минатото. Може. Одиме со джингл.
Еве неповторно во Underground, местото каде што и како што Јелена спомна, порано беше место каде што се собираа актерите, бидејќи веднаш над Underground се наоѓа Народниот театар во Се Штип. надевам и сега се собираат. Па, Не, ова е немам- клуб, така? Да. Ноќен клуб е исто како што пред тоа беше локала што беше, меѓутоа претпоставувам дека да. Како да? Рековме тајни. Како дојде до тоа да ти заминеш за Хрватска и да снимаш таа западска опера? И како се најде таму? Како се снајдов? Во улогата која ја глумиш. Гледав поголем дел од епизодите од Тајни. И јазикот со се акценти, со се комплетно. Добро, стануваше многу се малку подобар и можеше подобар, да се на примети почеток дека не беше баш. До Тајни дојдов благодарение на Во земјата на крвта и медот и на Како да ме нема. Односно креативниот продуцент на Fremantle, кој што во продукција на RTL ја работеа Тајни, ме погледнал во тие два филма и се сетил после одредено време на една известна Елена Јованова од Македонија да ме побара кога го работеле кастингот за серијата. Ми се јавија, јас тогаш бев се уште дел од Танца звездите и поради тоа и заминав. Да, Се се откажавме сеќавам со на Кристијан, моментот, гледав и пред Танца финале. звездите кога се Да, збавува заминавме баш со стил. Да. Фала многу, ви покажавме што мислевме дека можеме и знаеме, си одиме. Толку од нас. Заминавме поради тоа, бидејќи јас морав да заминам во Загреб. Најпрви направив еден селф-тейп аудиција, значи се снимав сама со мојот тогашен партнер Андријана Будимир, која што ми глумеше во сцените за кастинг. Така го предов првиот круг, ме поканија на втор круг, вториот круг беше во Загреб, каде се запознав и со продукцијата и со мојот главен партнер во серијата Филип Јуричич. Го пројдов и вториот круг, ја добив улогата, заминав, мислев ќе снимам 7 месеци и ќе се вратам во Македонија, но никогаш не е така, како што си мислиш дека ќе биде. Ми беше многу тешко на почеток со јазикот, бидејќи иако и Србија и Босна и Хрватска ни се близу и ние мислиме дека го знаеме јазикот, верувајте дека не е така, посебно мојата генерација, постарите и учеле српско-хрватски за време на Југославија и целиот тој концепт бил многу поинаков. На луѓето од моја генерација тоа им е многу потешко. Ние разбираме, меѓутоа кога ќе се пуштиш во комуникација, сваќаш дека не така добро го познаваш јазикот, посебно да глумиш на јазик на кој што не е твој мајчин. Беше многу тешко, искрено. Првите 2 месеци спиев по 3-4 часа дневно, бидејќи кога се снима ТВ серија, како Тајни во 140 епизоди, еден ден снимаш една епизода. Кога снимаш филм, кога си главна улога во филм, еве ако некој е амбициозен, да не претерам, се снимаат по 4-5 сцени, да речеме, што може би тоа е многу. Со Рајко Грлич, кога снимавме сега, човекот снимаше по 2 сцени дневно. Значи, ајде да речеме 5 сцени, имаш 12 часа снимање за 5 сцени. Знаете колку време е тоа за финеси, за поправки, можеш да направиш се што ќе посакаш. За разлика од тоа кога снимаш ТВ серија, кога ти како главна улога треба дневно да уснимиш 17 сцени. За 17 сцени, мозокот не ви работи 100, него 300 на сат. Ви треба толкава концентрација да ја решите сцената уште пред да ја почнете со средина, почеток и крај, плюс снимате отворени 5 епизоди, значи не снимаме во континуитет, него снимам 3 сцени од 33-та, 5 сцени од 37-ма, да, тоа 4 е сцени од 41 епизода да. И ти треба да знаеш точно што било претходно, како емотивно си ја завршил таа сцена, како емотивно ќе ја поврзиш за ова што сега ја снимаш и како ќе ја завршиш, бидејќи таа што следи после неа можеби ќе ја снимаш за 5 дена. Треба точно да знаеш како ќе ја финишираш и зошто, за да можеш логично да ја поврзиш со она што следи после тоа. Така да тоа е еден огромен театарски тренинг. Одговорно тврдам дека снимањето на таквите ТВ серии, на таквата масовна продукција е најтешката работа. Снимање на филми, на реклама, после тоа ми беше ајде работите нешто, бидејќи се навикнав на едно
лудачко темпо од 7 месеци со снимање на 17 сцени дневно на јазик кој што не е мој. Не знаев за себе си, немав никаков приватен живот. Дури речникот донака потполно ми се губеше од време на време, ми се губаа другарки, немав поем што да им кажам. Не, те става во една позиција од која што ти треба едно дебел одмор од 2-3 месеци после тоа да се одмориш за да се вратиш во живите. Колку време се снимаш? 7 месеци ја снимавме и јас како главна улога имав додатни обврски од месец и пол, во кој што месец и пол работев на пиарот на таа серија. Ти имаше многу емисии. Да, не само во Хрватска, него во Босна, во Србија, Србија, во Македонија, во сите места кои што ја откупија серијата. Да, и во Македонија. Да. И тоа привлече големо внимание. Да, слушнав дека рейтингот бил многу задоволителен Беше, и да. многу ми е мило поради тоа. Беше гледан, јас сум гледав искрено и на интернет овака за тебе што читав, интервју и изјави твои, снимање некаде во градот, те сликали нешто така слично. Некако овој разговор тргна од сега па назад во минатото и ти сега го спомна филмот со Анџелина Џоли, нешто што ете го имаш милион кати. Етикетираш очигледно, добро, во позитивен контекст. Да, секако случај. Кратко, ајде сега нема многу да те замарам за тоа, пошто претпоставам дека нема колку пати стварно. Не, интересно ми е дека на луѓето и понатаму им е интересно да слушат за тоа моје искуство со Анџелина, мислам, знам и зошто и знам дека, пак ќе кажам, тоа ме етикетирало на некој во позитивен контекст, кој ќе кажам етикетирање. Ми беше едно од најубавите искуства секако во животот, бидејќи ми отвори многу врати после тоа. Ми отвори соработка со странски агенти, со странски продукции, со странски кастинг директори, кои што понатаму отвараат шанси за кастинзи надвор од мојата земја и ако ги искористиш своите 5 минути добиваш можност да работиш и на некој друг пазар, да не бидеш врзан само за еден. Јас миговно сум врзана за Хрватска и за Македонија и сум вечно благодарна што тоа е така, бидејќи привилегија е во денешно време да го работиш тоа што си го завршил. Станува луксус, што е ненормално, но така функционираат работите. И да живееш нормално тоа што го работиш, да сакаш да го работиш. Да. Затоа работиме се и се што, но нема да кукаме и да се жалиме. Не смееме да кукаме и да се жалиме. Контакти сега во последно време со Џоли немаш? Па комунициравме ние доста често до пред година време. Тогаш знам дека се случи тој Сони хакот, каде што беше хакиран и нејзиниот мејл, и никако тогаш ги изгубивме контактите со неа. Комуницираме со нејзината асистентка, али ете така исто на некој начин преку нејзината асистентка сме се уште во контакт. Останавме сите добри пријатели, бидејќи вистина еден обичен и многу скромен човек, отворен, топол, со големо разбирање, имавме супер соработка и останавме во некоја одлична комуникација. Понатаму со неа, ако ме прашувате тоа... Не, и општо да контактите што покрај неа ги имаш. Па нормално, јас постојано работам на некои странски кастинзи, не е така лесно да се... Мислам дека имаш спомнато нешто во Русија, за Русија да се снима или да се прави. Во Русија требаше да заминам да снимам 6 месеци руска серија за руска национална телевизија. Добро ме држи Да, ме бара за една серија која што се викаше и се уште се вика Регина, меѓутоа поради одредени X причини не можев да заминам во Москва. Се надевам дека тоа требало така да биде и дека се покажало за многу е ладно што ќе ти е. Да, леко пус. Така да има, се случуваат стално некои кастинзи и искрено сакам да верувам дека е само прашање на време кога веќе ќе влезеш во таа машина и кога си влезен во нивна филка, дека е прашање на време и на среќа кога твоето ќе те најде. Тоа што е твое,
Мислам дека секогаш ще наоѓа порано или подоцна, затоа што понекогаш сме сакале да го добиеме, а не сме го добиле, некако се трудам во последно време да го сватам позитивно и да верувам дека сигурно имало добра причина поради која што тоа нешто не се случило. И дека благодарение на тоа што не сум го добила, сум мислела дека треба да го добиам, ќе добиам нешто многу поголемо и нешто многу помое, каде што ќе биде многу повеќе свое. Што ти следува. Да. Може би фиоката со твоето портфолио се уште не дошла на ред. Мислам дека е прашање на време и на среќа. Се надеваме дека Јас сум човек кој што верува и ќе верувам до крај. Па дури не знам, никогаш и да не се случи тоа што односно не се ограничувам. Не сакам да се ограничам. Отворена сум, сакам да ги рушам своите комфортни зони, секоја понуда која што ќе дојде, што ќе ме најде, ако е добра. зошто И да не ако ја сакам да прифатиш, ја прифатам, зошто да не? Да. Ми збореа така и за тебе серијата за тајни, дека ќе се не знам, дека можеби не ми е потребно тоа, дека не станува збор за не знам каков уметнички квалитет, меѓутоа еве благодарение на тајни имав шанси да работам и со Рајко Грлич на неговиот последен филм Устав на Република Хрватска. Можеби ова му е и последен филм, како што тој самиот кажува, така да ќе си го сметам и тоа за една од привилегиите да имав можност да работам со една да се гледа таква тој филм? легенда. Па не, сега го завршивме крај на ноември. Филмот е измонтиран, меѓутоа се уште нема своја дистрибуција, се уште нема ни своја премиера. Мислам дека премиерата ќе биде оваа година на Пулскиот филмски фестивал. Не сум сигурна, но мислам дека би требало. Оно што е важно во животот на секој, и на актерите, и новинарите, и без разлика кој, сам да си ги донесува одлуките, сам да си го прави изборот, и сам да се соочува со добрите и лошите страни од сето тоа. Па, Кај тебе бе, за среќа, се испадна добро, уште да се одлучиш дали Хрватска, дали Македонија, каде. Па не знам, дури Идеално, можам тоа што вака, ќе функционирам веројатно вака. Не знам, не сакам да се ограничувам, не мислам дека животот е постојана категорија, мислам дека е многу променлива. Се трудам секојдневно да растам и јас и до ден денес повторувам едни исти тестови и не ги поминувам, ги правам истите грешки. За некои работи пак можам да ги предвидам, да ги проценам на време и да ги спречам, пред да се случат, да не ги лечам после тоа. Се трудам да го слушам своето срце и да го работам тоа што од внатре ми зборува дека треба да го прифатам и дека можам да одговорам на таа одредена задача која што се поставила пред мене. На крајот на криштото тоа што ме исполнува, да не прифаќам нешто каде што си немам одговорено зошто би го работела тоа нешто, ако тоа нешто не ми исполнува. Никогаш не работам и не донесувам одлуки дали треба да прифатам некој проект, бидејќи тој нешто ќе ми донесе. Не сакам да размислувам на тој начин, едноставно се впуштам во тоа што мене ми исполнува, имам интерес јас да го совладам и на тој начин да отворам некој односно да ги слушам своите граници, да не бидам постојано во својата комфортна зона. Излегуваш надвор од својата комфортна зона. Да, мислам дека таму се случуваат вистинските чуда и вистинскиот надпревар со самиот себе си. А некако тоа ми е целта. Не да се надпреварувам со другите, туку постојано со самата себе си. Да видам дали нештото го можам или не. И да се победуваш постојано, да. Интересен совет. Се надевам дека сите што ја гледа ова емисија во Агол, ова издание на емисијата во Агол ќе го послушат советот на Елена, бидејќи ете, таа идеја не ја водела во текот на незиниот живот, во текот на незината кариера и добар пат. До сега се покажало како правилно. За мене. Не мора да значи дека тоа што за мене е правилно за некој друг, тоа што за мене работи функционира, дека работи функционира за некој друг. Не знам, доследно, храбро, не знам како поинаку, не знам, јас учам исто од ново секој ден. Секој ново искуство, секоја нова улога,
Како тоа тамошно нешто што ќе ти се случува, нека биде само добро, нека биде само убаво, нека биде само нешто што ќе Благодарам, напредуваш. секој е добро да ви се врати. Благодарам, чулте Господ што би рекле старите. Овде некаде ја завршуваме емисијата во Агол, која што уште еднаш ќе кажам, ја реализиравме во Underground во Штип, каде што се организираат прекрасни ноќни забави, па доколку сте заинтересирани можете да го посетите овој локал. Ти благодарам, Елена, што беше во Аголот. Ви благодарам Комфортно на ли ти беше трпението што во го Агол? имавте со мене и ви благодарам на поканата. Се надевам ќе се видиме. И јас исто, и тоа за Повторно. брзо. Лансирана е желбата, па ќе видиме. Супер. За кратко. Чекувам да се видиме, а до тогаш една слика за успомен, може? Може. Вака ќе се сликаме во емисија. Не, селфи правиме. Добро, да.